договори немаме се уште подпишано, ниту еден денар буџетски пари се уште не е исплатен на компаниите. Значи да сакавме нешто да скриеме, ќе ги подпишавме договорите и ќе ги објавивме резултатите. Значи резултатите се објавени пред да се подпишат договорите и пред да се исплатат средствата. Врз основа на објавените резултати сите имаа можност да видат, да направат увид и да коментираат. При тоа, откако ќе се подпишат договорите, има дополнителен контролен механизам, значи парите не се доделуваат однапред сите, туку се доделуваат квартално. Откако ќе видиме дека самата компанија ги исполнила своите обврски и ги обезбедила своите пари на наменска сметка. Сега, бидејќи имавме доста реакции за одредени компании, дел од компаниите веќе се произнесува, нема да навлегува воопшто во тој сегмент, бидејќи тоа е нивно право, како што е право на секоја компанија да аплицира по критериуми и услови кои се однапред дефинирани, право на секоја компанија се повлече. Меѓутоа, во интерес на транспарентност и кредибилитетот на целиот процес, значи јас ќе ги повикам денеска сите компании од првиот инвестициски бранд да во рок од 15 дена достават до нас изјава во која што ќе потврдат, односно ќе негираат дали имаат, односно ќе се изјаснат дали имаат во својата собственичка структура лице кое што е носител на јавна функција или член на негово потесно семејство. Бидејќи ќе кажам уште еднаш, Фондот за иновации и технолошки развој не е истражна агенција, собственичката структура не е критериум при одлучувањето, меѓутоа во интерес на транспарентноста и кредибилитетот на целиот процес во кој што длабоко верувам, ќе ги повикаме сите компании самите да се декларираат дали имаат во собственичката структура некој кој што е носител на јавна функција. За оние компании кои што ќе го декларираат тоа во рок од 15 дена, како директор на фондот, согласно насоките кои што ги добивме од премиерот во неговата изјава од неделата, ќе побарам од Комитетот за одобрување на инвестициите повторно да ги разгледа тие проекти. Че не можам да наредам, бидејќи комитетот е независно тело, меѓутоа ќе побарам. Дали тие компании кои што ќе декларираат потенцијален конфликт на интерес, навистина ги исполнуваат сите критериуми, да се провери уште еднаш, самиот комитет кој што е донел одлуката, повторно да провери дали се навистина ги исполнуваат сите критериуми, тоа да го соопшти. И сега нема да застанеме тука, бидејќи ова е едно решение. Второто системско решение ќе биде за следниот јавен повик, постапката е веќе започната интерно, че ќе предвидиме во самите критериуми за аплицирање да секоја компанија декларира, че при аплицирање, не од после, че секоја компанија декларира дали во својата собственичка структура има лице носител на јавна функција или член на негово потесно семејство. Значи тоа при самото аплицирање ќе се знае и при самото аплицирање во самиот досие за документи сите што одлучуваат надворешните соработници комитетот ќе го имаат тоа во предвид. Јас не би одел понатаму со дополнителни објаснувања, меѓутоа останувам подготвен да одговорам на било кои прашања кои што ќе ги поставите. Повелете. Добро. Вака, Елена Милошевска, телевизија 24. Ме интересира конкретно за прашањето повторно околу собственичката структура, бидејќи са бајле го читав правилникот за инструмент за поддршка на конфинансирање на грантовите за микропредпријатија, мали и средни предпријатија. Во правилникот убаво стои, пишува дека собственичката структура на апликантот се достава до директорот на фондот, се доставува за лицата кои што се стручни за евалуација до комисијата. Како тогаш претходно вчера исто така, нели, кога зема ваша изјава, вие изјавивте дека всушност не сте запознани кои други, дали има други владини функционери кои што имаат фирми се вклучени. Сепак доколку, бидејќи треба да биде доставена собственичка структура, значи треба да бидат познати имињата. Благодарам за прашањето. Ако добро ве разбрав, значи собственичката структура не е критериум за оценување. Собственичката структура се зема во предвид кај инструментот иновативност, заради тоа што тамо во тој инструмент се финансираат компании кои што се 50.1% собственост на државјани на Република Македонија. И тоа е критериум. Меѓутоа критериумот е државјанството на собствениците, а не кои се собственици, дали се носители на јавни функции.
Така што да, компаниите го доставуваат, меѓутоа тоа воопшто не се процесира понатаму откако ќе се утврди дека компанијата е во доминантна сопственост на македонски државјани, бидејќи тој услов поставен во самиот закон. Меѓутоа во правилникот на страна 11 го читав, став 14, односно член 14, став 9 и став 10. Пишува дека тие што се, односно собственичката структура која што се доставува е токму поради тоа за комисијата и стручните лица да утврдат дали имало можеби понатамо конфликт на интереси. Не е точно тоа. Значи само ви кажав, единствена фаза каде што се гледа собственичката структура е административната проверка. Че стручните лица немаат контакт со собственичката структура. Не знам кој правилник го читате и дали тој е ажуриран правилник, меѓутоа по правилникот по кој што ние работиме и се работи планот за економски раст, собственичката структура е критериум само во инструментот иновативност и само од аспект на тоа дали собствениците се дали во компанијата доминантни собственици се државјани на Република Македонија. Тоа е све. Ќе може ли да ни кажете кој ги создаваше критериумите, бидејќи разговараме еве за критериумите, тие не се нели создадени од ракав извадени, сигурно некој ги создавал, кој ги создава? Видете, критериумите веќе ги имаме разработено, бидејќи Фондот за инновации и технолошки развој не постои од минатата година, постои 4 или 5 години наназад. Можеби за жал заради недоволна активност не бил доволно афирмиран. Меѓутоа критериумите ги преземаме од инструментите кои што претходно се финансирани од Светската банка, например. Така што истите критериуми ги пресликавме, истите можности, истите механизми на одлучување ги пресликавме во планот за економски раст кој што за прв пат оваа година го финансира владата. Така што не е нешто што сме седнали, што сме го пишувале сега ние од минатата година, тоа е нешто што е преземено веројатно како светско искуство од претходно. И тие се јавни и транспарентни. Објавени се со самото објавување на јавниот повик. И тоа е не само критериумите наведени, туку имаме евалуацијски грид по кој што постапуваат евалуаторите, така да секој апликант може однапред да види кој критериум колку тежи во самото одлучување. Да им биде тоа мериторно од самите евалуатори, туку да биде јавно за сите. Така што компанијата што аплицира точно знае колку тежи критериумот проектен тим, колку тежи критериумот иновативност, колку тежи критериумот квалитетна подготвена апликација или други влијанија. Че за сите тие има различни тежински фактори кои што се предвидени во самиот грид, кој што се следи при евалуација. Сакав само да ве прашам, бидејќи рековте дека во рокот следните 15 дена ги повикувате компаниите нели повторно да се декларираат дали во сопствеништвото имаат носители на јавна функција. Што ќе се случува понатаму? Ете доколку се утврди дека кај некој има. Кај оние кои што ќе декларираат дека во сопственичката структура имаат носител на јавна функција или член на потесно семејство, значи тие ќе ги добиеме како информација од самите компании и реков како директор на фондот ќе побарам, значи не можам да наредам бидејќи комитетот за одобрување на инвестиција на независно тело, ќе побарам од комитетот повторно да ги разгледа тие апликации, да утврди дали се поминати, уште еднаш да ги прегледа од аспект на критериумите и да потврди дека навистина проектите се во ред. За сите останати кои што нема го декларираат тоа, процесот тече редовно. Добар ден, Бојан Становски, Алсат телевизија. Ке имаше ли потреба од ваков прес доколку медиумите не ги дознаја, ете да речем, пикантериите околу собственичките удели во фирмите? Ке бевте ли вие денес ако воопшто не објавивме дел од овие информации тука за да објаснувате каса ова доаѓа како по свадба тапани, сега ќе правиме ќе ја проверуваме собственичката структура, ке имаше ли потреба од ваков прес доколку не објавивме ние воопшто ништо? Па не, јас сум благодарен за можноста што имаме ваков прес, затоа што кажав, воведуваме механизам кој што досега не постоел. Јас не можам да гарантирам, ниту некој мисли дека механизмот е совршен. Меѓутоа можам да гарантирам дека процесот беше транспарентен и дека следевме критериуми кои што се поставени. И можам однапред да ви кажам дека очекувам значителни резултати од ова. Само треба да им даеме шанси на фирмите. Секоја дискусија е добре дојдена заради тоа што на секој следен повик може да учиме од грешките. Пак кажав, ова не е тендер, че ова е јавен повик. Ова не е реализирано до сега. Ова е модел кој што постои во развиените западни економии, меѓутоа во Македонија го немал. Мојата вина како директор и вината на оваа влада е што се охрабрила да воведе нешто што функционира во западните земји. Така што јас прифаќам дека може да има грешка, меѓутоа ајде заедно да учиме од грешки. И пак ќе ви кажам, значи наша одлука беше да го објавиме списокот на компании кои што добиваат средства. Име на компанија, име на проект,
колку компанијата добива средства од државата, колку компанијата вложува своји средства, пред да ги подпишеме договорите. Патем договорите уште не се подпишани, кажа. Па да има јавноста увид, па согласно реакциите на јавноста да видиме дали можеби некаде е погрешен. И за тоа се коригираме. Јас ви кажам, сега имаме заштитен механизам, значи го штитиме јавниот интерес, договори не се подпишани, средства не се исплатени, значи го штитиме јавниот интерес и реагираме соодветно. Велам, иницираме во рок од 15 дена сите да ги декларираат дали во собственичката структура имаат или не носител на јавна функција и соодветно ќе реагираме. А веќе во следниот повик тоа ќе се биде систем. И јас верувам дека на наредната пресконференција во септември или во октомври или во ноември кога ќе ги објавуваме резултатите од вториот повик, ова веројатно нема да биде тема. Затоа што веќе ќе имаме превентивен механизам внатре. Ама ние сме отворени и слушаме. И затоа јас кажам, ја не мислам дека ние знаеме се и затоа сме сите тука за да го направиме системот подобар, пошто резултатот е за сите, не е за мене. Дали според вас постои конфликт на интереси кога функционери добиваат пари еве од фондот преку своите фирми? Конкретно, дали ова е конфликт на интереси или не според вас? Видите, ја не сум улогата моја не е да оценам дали има или нема, меѓутоа функционерите се изјаснија, мислам веќе по тоа прашање, така да не знам зашто јас би се изјаснил дополнително. Како директор, дали е тоа конфликт на интереси? Видите, јас можам да ви кажам дека го разбирам. Ја разбирам реакцијата на јавност. Ја разбирам заради тоа што претходно системот во изминатите 11 години многу се злоупотребува. Така што имам потполно разбирање за тоа. И заради тоа покренуваме вакви чекори. И заради тоа, впрочем, веројатно вчера и двајцата функционери се изјаснија дека се повлекува. Зошто вас ви е тешко да одговорите? Ви кажав, имам потполно разбирање за реакцијата. Рековте имаат рок од 15 дена фирмите да достават дали некој од собственичката структура е носител на јавна функција или па некој нивни близок и ќе побарате, но не можете да наредите на комисијата за повторно истите да ги разгледа дали согласно критериумите кои што ги исполнуваат или не ги исполнуваат може да бидат дел нели од оваа листа. Може ли да кажете или да објавите на некој начин да биде достапно тоа за јавноста кои се во таа комисија која што одлучува, бидејќи спомнавте многу експерти? Дали се јавно достапни нивните тие информации за имињата? Комитетот за одобрување на инвестициите се лица кои што ги именува владата и тие се достапни на нашата веб страница, мислам уште од ноември минатата година, ако не се лажам, кога беа именувани. Така да имињата и биографиите се достапни на назад веќе 10 месеци. Таа голема бројка која спомнавте од Тоа се експерти? 5 лица од Комитетот за одобрување на инвестиции кои што ги именува владата. 80 надворешни стручни соработници кои што ги ангажираме, а тоа е во фаза на предселекција, значи не се тие кои што носат финалната одлука. Значи ги ангажираме повторно на јавен повик и доколку доставите барање, може да побараме од нив согласност да ги објавиме нивните имиња, не е спор. Тоа се луѓе кои што се ангажирани во 22 различни области, стручни лица, универзитетски професори, бизнисмени, луѓе што работат во банки, значи поприлично различна група на луѓе. Иначе вкупно се на повикот се озваа негде околу 260 кандидати, 230 се запишани околу регистарот. Луѓе зборувам од Република Македонија. Со оглед на тоа што сите фирми нема да влезат во купот на вашето барање за 15 дена се објават нели оние барања и услови, кажете ни за колку временски период ќе се одолговлече сега целиот овој процес и кога ќе бидат исплатени првите пари на оние фирми кои што ќе се го добијат грантот? Одолговлекувањето на процесот нема да се случи заради тоа што зборуваме за група на фирми што ќе се декларира. Значи јас не знам однапред дали ќе се декларира 2, 3, 5, 10, 15 или повеќе. Искрено се сомнам дека имаме многу фирми каде што имаме носители на јавни функции кои што се дел од собственичката структура, меѓутоа ќе оставиме 15 дена се изјасна. За сите оние кои што ќе се декларира дека немаат, постапката си тече редовно. Значи ние договорите ќе ги подпишеме и ќе почнеме со реализација на средствата, бидејќи немаме причина зашто да не го правиме тоа, така што инвестицискиот бран кој што го најавивме сега ќе се продолжи. Значи имаме одговорности према компаниите кои што аплицирале, кои што подготвиле инвестициски проекти, кои што вложуваат свој пари во проектите, да не ги држиме па тие инвестиции сега, бидејќи реков не се само 2 или 3 фирми во процесот, имаме 79, односно 75 други. Така што тој процес ќе се продолжи.
Само уште едно кусово прашање во контекст на Наташа. Дали е според вас во ред, например, ваши блиски преку фирми да конкурираат, со оглед на тоа што во критериумите не е забрането? Да, меѓутоа мене ми е забрането, јас потпишувам изјава за конфликт на интерес, бидејќи јас сум директор на институцијата. Така да не е во ред апсолутно и тоа не е случај. Нема никој конкуриран од ваши блиски? Не, јас потпишувам изјава за конфликт на интерес бидејќи сум директор на институцијата. Сузана. Што ќе се случи ако евентуално треба да се повлечат оние фирми каде што има функционери или евентуално представници од семејствата на јавна функција со средствата кои што тие требало да ги добијат? Дали повторно ќе се ефектуираат, повторно ќе биде објавен нов јавен повик или во која насока ќе се пише? Апсолутно ќе се ефектуираат бидејќи ви споменав, имаме 10,5 милиони евра кои што ги се распределуваат на 79 компании иницијално, меѓутоа имаме листа од уште 80 компании кои што имаат да од страна на комитетот и уште 30 дополнително кои што имаат условено да, за кои што очекуваме согласно најавите од владата дека ќе добиеме дополнителни средства. Така што доколку имаме во првата група компании дел кои што ќе се повлечат заради постоење на можен конфликт на интерес, тие средства автоматски ќе ги искористиме за фирмите кои што се веќе на листа за чекање, бидејќи имаме многу поголем обем на одобрени фирми отколку што реално имаме средства на располагање. Ако добро ве разбрав, значи Ако добро ве разбрав, значи сакате да кажете дека повторно е оставено на фирмите, иако кај нив се декларира дека има сопствеништво или на носители на јавни функции, дека е оставено повторно тие самите да одлучат дали би се откажале или не. Значи нема механизам со кој вие нема да доделите грант за нив. Не се разбрав, ми изгледа. Значи фирмите кои што во рок од 15 дена ќе се декларираат дека имаат во својата сопственичка структура носител на јавна функција или член на негово семејство, ќе ги добиеме, ќе стигнат. Јас како директор ќе побарам од комитетот повторно да ги разгледаат тие апликации. Да се направи ревизија на тој сегмент од постапката. Доколку комитетот реши дека немало конфликт на интереси, дека се во ред, ќе ги одобриме. Доколку комитетот реши дека имало, нема да се одобрат. Меѓутоа тие ќе ги објавиме кои се, секако јавно, и повторно останува опцијата и за тие компании, доколку нивните собственици чувствуваат морална одговорност, да се повлечат. Тоа сега го се стои како опција. Што доколку не пријават дека има? Бидејќи ќе побараме сега официјално од нив, значи секое скривање на фактите си има соодветна законска процедура за тоа. Тоа е веќе сосема друга постапка. Така што да сега ќе ги повикаме самите да се декларираат, доколку некој свесно не декларира, тоа е веќе прекршување на редица други закони.